Đurđevdan je jedan od najgolemite proletni praznici kraj našijeg naroda. Go praznova se živo i mu se raduva i pticitevo gorata i ribitevo moreto. Đurđevdan je posvetena mladosta, plodnosta, radosta. Ostanak je od starina i vo sebi ima zadržano dosta paganski elementi od kultot na vrhovni od Bog. Приготвувањата за овој голем народен празник отпочнуваат неколку дена порано. Одвечер, воочи Đurđevdan, млади девојки, невести, жени и деца одат негде во гората да наберат разни лековити билки, кои ќе послужат за закрмување на стоката, китење на градините, полето, куќите, за здравје на луѓето, да се росни и свежи како што се билките во пролетта. Тоа не е ништо друго до иницијација на обновата на младоста, плодноста кај човекот, како што е тоа во природата после долгиот зимски сон. Đurđevdanските обичаи ги прикажуваме во селото Булачани, Скопско, расположено меѓу два пошумени рида, Долни и Росоврид, огранци на Скопска Црна Гора, каде овие обичаи најмногу се запазени. Во филмов, тие се раскажани преку фабулата за неизмерната љубов на двајцата млади од селото, Цветан и Цветана. Нивните стари се против таа љубов, бидејќи тој е чорбаджиски син, а таа сиромашна девојка. Раздрагани сокошничките браци и набраните билки, пеејќи ѓурѓовдански песни, заигруваат околу некој извор, потоа се замиваат со вода од подводеница од кај вителот, за да им се вртат момчињата и слетят околу нив, како вителот од воденицата. Се вршат и ред други магични работи за среќа и убавина на човекот и неговиот бериќар. Со веселба и песни се китат куќите и тие да напредуваат заедно со луѓето и стоката во нив. Цвета ги приготвува трите стапчиња за подзглавје, да се ја види среќата на Đurđevdan. Едното е бело, без кора, голо, другото со кора и третото шарено. Цветан и Цветана ја користат празничната веселба. Се состануваат некаде во полето, западенуваат разговор и се договараат како да се земат. Нив социјалната положба на фамилиите не им пречи. Се законуваат дека никој не може да ги раздели, па ако треба да живеат и одделно од своите, некаде во некоја колиба. Да се смили и да ја засакаат родителите на Цветана, Цвета се присетува дека треба да ги погледне со милогледче, како што е тоа обичај на Đurđevdan. Со водата во која биле покиснати ѓурѓовданските билки, мајките ги бањаат своите деца и ги помачкуваат по лицето црвени јајца, да им бидат децата бели и црвени. Им редат ѓерданчиња од дебелика, ги китат и со разни други билки, децата да им бидат преку годината здрави и напредни. Еве ја и Цвета, како што е редот, и таа ги врши сите оние обичаи
običaj koji se pravac za ovoj temi. Se mije glava sa đurđovenska voda i se češla. Rano izutrina pred sunce, prvavo selото se budi cveta. Obodreno sinoćešnja Strazgovo sa svojeto ludo, vesela od potpernice izvlekuva jedno od 3 stavene stavčenja od večer proti Đurđevden. Go izvlekuva stavčeta sokora i radosna što vo bogatska kuteke se odomi, te je da go razbudi seloto, bireći se smeta, koji prst zapeje na Đurđevden, preko godinata će modi vosena prebica, kako što je prvavo pesnata i igrata. Otva kasno ga vuče, za da ne probije nekoje sile. Se promenuva, izniva pod trenda filcovodata, vo koje bile pokisnati đurđevdenske bilki i crvenoto jajce. Kako što je običaj, poglednuo sam il oblekče, za da je za sakat obiteljite na cvetana. Domaćinkите pak kućiti bi čistat i kitat sa kopriva, za da se iščisti sve koji gat i lošopije, videći koprivata ima apotropejska moć, sve bega od neja. Majkite gi promenuvat svojte deca vo novo obleka, gi kitat sa đurđevdenske bilke i im stava đerdančinja od debelika i drugo. Kaj cveta dođe drugate i Đurđica. Zajedno pejeći odat nispole, da gi zapozna, ispitat i obrikolat njevice, livađeto i vidat kako finje berićeto. Djevojkite tako cijelo to, stajci po stajci, među niti cveta, idat nispole po aržovice, kada se češla, za kosata da im je bujna i dolga kako ašta. Soaršta se oprašuva i okolo polovinata, da se tenki i podvižni kako ašta. Se upatuva nad celovo gorata, kada bera svekakvi bilki i grančinje od raznih rodnih drvca, drenče, kajsije, kruša i drugo. Se sostanuva cihe i pea đurđevdenečki na visoko. Đurđevden je i stočarski praznik. Toga za prva se isteruva stokata na paša, rano izutrina su zelence, grančinja od raznih vodnih drvca i bilki, i ta da bide rosna i napredna. Na to ide stanova i za krmovanje prema stokata.
Потоа девојките доаѓаат по гората до некој дрен. На него се замишуваат да се јаки како дренот. Минувајќи покрај некоја ливада, се задржуваат и мијат со роса, да бидат росни и убави како росата во пролет. Се противњаат под некоја капина, која е зафатена од корен и од врв, таа година да им иде во сена предица, како што е и самата капина бујна. Понатаму се трмлуваат од некој стенови камен, да не ги боли половината при работењето на разните полски работи, копање, мерење и друго. Ги запотнуваат, питат и градините да се плодни, беричетни, а овошките да им се родни. Додека младите моми и ерđени се веселат на ѓурѓовденските празници, вршејќи разни магични работи кои треба да им донесат среќа и убавина во нивниот иден живот, домаќинките пак во куќите се приготвуваат да го заматат за прв пат млекото. Го питат бутинот со ѓурѓовденски билки, ѓерданче од сребрени пари и дебелика, врзани на маклинка. Потоа ставаат бусен, бујна трева извадена со земја, од бутинот, и со леп наглава, празнично облечени, го заматуваат млекото, вртејќи се околу него три пати. Од кога е направен овој обред, се фрла јајце преку куќата. Се ова се прави, благодата, млекото од сирењето и селото млеко, да им биде изобилна, убава, чиста и заштитена од зли очи. Попладне сред село насубор врие од луѓе. Дојдено е и старо и младо, се што може да се држи на носот. Бидејќи на Ѓурѓовден се збира голем собор. Секој треба да се провесели. Едни се мерат на кантар, други се мишаат на мишалка со црвено јајце во пазуви, да му лека работата и да види колку се поправило од минатата година. Царскот од свирки и песни се вие кршно ѓурѓовденско оро, одделно мажко, одделно женско.
najerni късмети занеги, снаи и ветрици. Го гледаме и таткото на Цветана, како се расправа со својата рода и пријатели, што синот му фрлил голем мерак под света. Таа е убава, добра и работна мома, но е сиромашна, нема со кого да се ороди. Не сака никако да попусти. На соборот секој на свој начин се весели до касно навечер. Во куќата на Цветана расправи и табки, татко му во никој случај не сака да попусти. Најпослед, на наблегувањето на мајката и другите домашни, со тешко срце се согласуват. Му се обштуваат на Цветана. Во Цветината куќа веселба. Сите другачки и дошле на помош, на довршување на свадбените дарови, чеизо. Шијат, плетат, питат, пејќи пригодни свадбарски песни. Пристигнува радостен и Цветан, го обиколуваат момите и пеат шеговито, а Цветан и Цвета се гледаат мило, бидејќи Ѓуѓовден им ја донел оваа среќа. Кај нашиот народ, на ваквите големи празници станува најчесто бендисувањето на момите и ергени.